Голем број млади делегати и гости присуствуваа на Конгресот на СДСМ за потврдување на кандидатурата на Стево Пендаровски за председател на државата. Велат дека мотив им е како и партискиот слоган «Подобар живот». Што треба да се случи во државата за да имате подобар живот? Па мислам дека треба да почнеме најпрво од нас самите и ние самите да бидеме промената која што сакаме да ја видиме овде во државата, а потоа да гледаме во другите. Промена преку партија? Прво преку нас лично, а потоа преку партија и на крајот се до тоа да се огледа во државата. Многу млади има. Значи ли тоа дека младите во Македонија единствената надеж и израз го гледаат преку партија? Мисля дека така беше до пред неколку години, дека така гледаа во партијата. Се стремиме да се смени тоа, да не се гледат партијата како агенција за вработување, пошто и не е реално да збориме. Партиите во европските земји не работат така. Во партија се оди доброволно, за придонес. Меѓу првите пристигна пратеничката од Делчево, Мира Стојчевска, популарна по рекордниот надомест за патни трошоци и вработувањето блиски. За кандидатот не сакаше да коментира. После ќе дадеме коментар. А за тоа со каков превоз пристигна, не одолеа. Со приватно. По неа пристигнаа повеќеми на актуелни функционери од СДСМ, но и поранешни. Здраво живо. Атмосферата пред Александар Палас се загреа со пристигнувањето на единствениот кандидат за председател Стево Пендаровски, на кого присутните веќе му се обраќаа со функција за која допрва ќе се бори. Председателот на слика да направиме. Редот за фотографирање згусти, па на помош беше повикана потенцијалната прва дама. Помогне да За боја донес. Само Стево да видам. Прв ветер во грб на кандидатот му даде пратеникот од НСДП Горан Мисовски. Се е потврдено, а баш ка ти еднаш си докажам, така да сум бил еднаш, да. Сега ќе победиш сигурно. Ти знаеш што знам дека ВМРО е пак ќе доживи. Влегувајќи, Пендаровски се подсети на председателската трка од 2014-та. Све и познати фаци од 5 години мајка. Дека Пендаровски е предлогот, премиерот обелодени уште во петокот, па Конгресот беше само формалност. Коментар за изборот побаравме од оние што заедно со избраниот се споменуваја како потенцијални кандидати. Прашам зошто Пендаровски е подобар кандидат од Шекеринска? Мислам дека оно што беше најважно е да најдеме решение кое ќе биде добро за нашата држава. И тоа кога го најавувавме во почетокот на кандидатурите, можеби некои луѓе и не ни веруваа. Сега се покажа дека тоа што сме го кажале, навистина сме го мислеле. Меѓу четворицата кандидати, тројца сме министри. И сметавме, слично како што каже и премиерот, дека сме превзеле обврски и дека тие обврски треба да ги реализираме. Зошто Пендаровски е подобар кандидат од Спасовски за президент? Ние донесоме одлуката и таа одлука донесена врз основа на сите наши анализи. Јас сметам дека моето место, како и до сега, ќе биде овде, во СДСМ, во поддржување на прогресивните политики, а лично, апсолутно не е важно каде Оливер ќе биде. Важно е да помага на државата и да помага на партијата. И почна официјалниот дел од Конгресот. Премиерот, кој честопати ги коригира со работниците за новото име на државата Република Северна Македонија, химната ја потпевнуваше во оригинал. Одговорница, лидерот на СДСМ, освен за постигнувањата на партијата и власта, во екот на аферите за непотизам имаше конкретна порака до сопартијците. Работејќи посветено и внимателно, да внимаваме на етичките и моралните норми, да покажеме интегритет и да ги поддржиме институциите да му пркосат на секој кој има намера да стекнува корист врз грбот на граѓаните. За кандидатот не штедеше пофалби. Председател кој е противник на поделбите и изолациите и која промовира Северна Македонија како глобална и праведна земја.
По говорот на Заев, конгресот беше затворен за јавноста. Новинарите чекаја во посебна просторија. Делегатите добија пауза, една, а потоа уште една, вонредна. 700 делегати на СДСМ среде конгресот се на пауза, бидејќи кандидатот Стево Пендаровски мораше да оди до Мала Речица да ги испочитува коалицијските партнери ДУИ кои застанаа за неговата кандидатура. Токму таа партија ДУИ на претходните избори повика на бојкот и него поддржа кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Присутните 712 делегати едногласно го поддржаа Пендаровски. На 21 април и на 5 мај нема да се решава за нечија политичка кариера. Тоа ќе биде најмалку битно. Далеку поважно е да покажеме дека во една мултиетничка држава на Балканот е возможно луѓе од различни етникуми да се обединат зад исти цели. Членство во евроатлантските интеграции, закони кои ги унапредуваат правата на граѓаните и политички представници кои ги надминуваат и поминуваат вековните етнички линии на поделба. Со говорот на Пендаровски заврши конгресот. Ден порано, неговата против кандидатка од ВМРО ДПМН и Гордана Силјановска-Давкова изјави дека е шокирана што СДСМ заборавиле на распишаниот јавен конкурс и повеќе мината пријавени кандидати. Не, видете, мислам дека партијата согласно сите процедури си го избра кандидатот. Денеска сме сите среќни на конгрес, апсолутно застануваме позади него. Мислам дека тоа е коментарот. Апсолутно тука денеска се беше испочитувано како процедура, ние сме среќни и одиме до победа. Мислам дека на ваков свечен чин, свечен и победнички чин, нема потреба да коментираме малициозни изјави. И губитнички, апсолутно. По 4-часовниот собир, дел од делегатите организирано тргнаа дома. Со оглед на тоа што Заев најави посета на сите места во предстојната кампања, делегатите ќе имаат шанса да му искажат поддршка на кандидатот за председател најмалку уште еднаш, на домашен терен.